Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ убавите наши македонски села, а 15 години тука патувам во Полошко, поточно кажано и во Горни Полог и во Долни Полог. Овдека се наоѓам во Долни Полог, во селото Белоиште, каде што ова село покрај гостопримливоста од мештаните, што е за самата гостопримливост на мештаните кои што надалеку се познати, овдека во атарот на ова село се наоѓаат и неколку етно комплекси, меѓу кои што и етно комплексот Аромаес, кој што се наоѓа некаде на околу 1 километар северо источно од самото ова село. Наминав во овај етно комплекс да го видам пред се овај етно комплекси, да се разбира сето она што овдека ќе го сними окото на камерата преку мојот снимател, поточно кажано снимателот на продукцијата Марио Филм, Виктор Костевски, ќе ви биде преточено во ова репортажа, која што ова репортажа е во составен дел на серијалот кој што го работиме, тоа е етно туризмот во Република Македонија, се со цел да и овај етно комплекс биде поставен, така да речам, ширум туристичката мапа, не само овдека во македонскиве простори, не само во балканскиве, туку ширум европскиве па и светскиве простори. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, продукцијата Марио Филм патува скоро 30 години низ Република Македонија. Продукцијата Марио Филм досега во овој временски период има влезено речиси во секое селско катче, а секое населено место во Република Македонија представува етно село, и тоа она етно село во вистинска смислена зборот. Меѓутоа, мои почитувани, многу од нашите соселани денеска живеат во урбаните центри, а тоа се во големите наши македонски градови. Но сепак каде и да одат нашите соселани, тие со себе си ги носат старите адети, обичаи на живење, старите навики на живење, а се разбира исто така си ги носат и оние стара наша традиција, како што се и во времето како оние живееле како деца, а така тоа и го имаат донесено во урбаните центри. Почитувани мои, преку окото на камерата на мојот снимател, поточно речено на продукцијата, снимателот на продукцијата Марио Филм Виктор Костевски, ќе ви пренеси дел од овој АБН. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, позади мене се наоѓа овој водопад, кој што овој водопад асоцира до оние водопади кои што ги имаме ние во нашите убави македонски
скоростта си, ова е тој водопад со онај стар архаичен изглед. Гледајте и уживајте. Читувани мои, овдека ќе се воодушевите од она убавина кој што ја има овај етно комплекс. А таа убавина ќе ја почувствувате од овие убави цвеќина, кои што овие убави цвеќина асоцираат на нашите градини, каде што нашите баби, мајки, сестри, стрини, бујни, овдека во нашите села биле дворните места биле украсени со овие цвеќина. Гледајте и уживајте. Пак ќе напоменам, преку окото на камерата на продукцијата Мариофилм и нејзиниот снимател Виктор Костевски. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, полна ми е душава. Стварно се радувам овдека во ова ресторан, ова убавина, која ќе дојдете, ми е асоцира на времето кога ќе се собереа едно семејство дома и кога ќе седнеле дома на масата. Кога ќе седнеле дома на масата, па ќе се помува бетеле. Па ќе се договореле овај што ќе работи следниот ден. И се разбира после тоа ќе се напијале од онаа ракија, шливовица, препек ракија. Исто така ќе се замезеле со кромиче, лукче, пиперче, патлиџанче, ќе вечерале, ако бил денот посен, ако било среда или петок, со гравче, тавче. Се разбира, ако било мрзно, ако било зимно време, пак ќе вечерале од печеното јагне, или пак овде го старите баби или мајки ќе исучеле мазник, зелник, питулици, и се разбира, тоа било сето налиено со вино станушина. И на крајот ќе запееле, ќе заиграле, ама пред се со подржани со писокот на кавалот, на гајдата, а и ако се погодело па да биде селска слава, тогаш оделе на срцело, таму се виело непрегледното оро на ред моми, ред невести, ред бејчари, ред моми стасани за армасување. Екотуризмот
познат и како зелен туризам, се однесува на патување кое е фокусирано на зачувување на природните и културните ресурси со минимално влијание врз животната средина. Оваа форма на туризам поттикнува одговорно однесување кај туристите, како и поддршка за локалните заедници. Во рамките на еко и одржливиот туризам, посетителите се охрабруваат да се поврзат со природата преку активности, како што се пешачење, возење велосипед и посета на природни резервати. Една од клучните цели на екотуризмот е зачувување на природната средина. Ова се постигнува со намалување на потрошувачката на ресурси, заштита на биодиверзитетот и едукација на туристите за важноста на заштитата на животната средина. Например, одржливото патување може да вклучува посети на органски домаќинства и фарми, каде што туристите можат да учат за производството на органска храна и важноста на одржливиот живот. Покрај зачувувањето на животната средина, екотуризмот придонесува и за економскиот развој на локалните заедници. Со поддршка на локалните занаети и производи, туристите можат директно да влијаат на подобар животен стандард за жителите на руралните средини. Например, посетата на етно села им овозможува на туристите да учат за традиционалните занаети и обичаи, со што се поддржува зачувувањето на културното наследство. Преку овие практики, екотуризмот не само што го збогатува искуството на патникот, туку создава и платформа за позитивни промени во начинот на кој се однесуваме кон нашата планета. Затоа, екотуризмот се смета за една од најважните форми на туризам во светот денес, а воедно обезбедува можности за автентични искуства чувување на природното и културното наследство. Екотуризмот игра клучна улога во развојот на локалните заедници. Покрај тоа што придонесува за зачувување на природните и културните ресурси, оваа форма на туризам му овозможува на локалното население директно да се вклучи во туристичката индустрија. Ова вклучување може да биде преку обезбедување сместување, водење тури или продажба на локални производи. Посетата на најубавите села во Македонија не само што обезбедува автентично искуство за туристите, туку и ги поддржува локалните занаетчии и земјоделците. Еден од најважните аспекти на екотуризмот е заштитата на биодиверзитетот. Преку развој на одржливи туристички практики, можно е да се намали негативното влијание врз екосистемите. Туристите се охрабруваат да учествуваат во активности како што се пешачење и возење велосипед, што им овозможува да истражуваат природни живеалишта без да ја нарушат својата равнотежа. Овие активности не само што промовираат здрав начин на живот, туку и ја подигнуваат свеста за важноста на зачувувањето на природната средина. Екотуризмот е одлична можност за едукација на посетителите за еколошките прашања и за одржливите практики. Туристите може да учествуваат во работилници и предавања кои се фокусираат на зачувување на природните ресурси и намалување на нивниот еколошки отпечаток. Например, посетата на руралните области дава можност да се научи за органското земјоделство и за техниките за зачувување на природата. Еден начин на кој екотуризмот ги поддржува локалните заедници е преку промоција на занаети и традиции. Посетителите можат да учат за традиционалните вештини и да учествуваат во работилници што ги одржуваат локалните занаетчии. Овие активности не само што го збогатуваат туристичкото искуство, туку помагаат и во зачувувањето на нашето културно наследство. Кога ги посетуваат традиционалните македонски кујни, туристите можат да вкусат автентични јадења и да научат рецепти што се пренесуваат од генерација на генерација.
доаѓам пред така современ начин да се изразам пред šanкот. Но да бидам реален овој šank одека и кој ќе дојдите одека во етно ресторанот ќе ме потсеќа на оние стари крчми селски и кооперации, така речено, каде што мештаните после напорната и успешна работа по полето си доаѓале при вечерината. Зборно место им била крчмата каде што разменувале мислења кој како поминал, кој што поминал, што сработил, а исто така кога ќе завршиле така речено со молбетењето, тоа молбетење завршувало се разбира со порачка на пиво, на греја на раке ако е зимно време, на вино ако е зимно време, а да бидам реален и во крчмите во Македонија. Па тука да ти кажам реално се праве, да ви кажам реално искрено, тука доаѓале и мештани од соседните села, каде што си правеле обед, давале зборови, збор за армасување, значи стасани беќари, стасани моми, за да можат како се вика речено да си се земат, а палбите биле многу големи. Затоа што, да бидам искрен да ви кажам, и една работа кога доаѓале овие стројниците да ја бараат да ја бараат момата тука да си дава збор, носели палбаджија, затоа што ако е морално да има да потврдат, затоа што се пак, што се вика, се дава, се зема, едно ќе оди во туѓа куќа, а пак зетот, односно ќе мора да се жени. Меѓутоа и едно друго би рекол. Секојаш во крчмата, во било кој село, кога ќе затворал анџијата пред да ова речи која се вика да ја затвори крчмата никош не била затворена, си заменувале дома со песна, со така речено да се отпоздрават, задоволни, затоа што оно што сработиле дента во полето, тука се пребројувале кукумина се, штомина се, некој ќе се попали, дете му се родило, некој ќе се попали, синот го оженил, некој ќе речи, а пак овај војска го испратил, да ви кажам, а пак ова кој ќе дојде во време, овај вечерот да ви испратил Аскер, аве кај крчмарот оделе сите, а иначе по старан адет и обичај, кога заминува војникот, крчмарот први го испречал, ќе му залетел да речиме некој јадарка, некој титовка, значи од времето или па некој Наполеонче, ако некој бил така речено поимучен, со тоа што кога со крчмарот на чело, со попот, со клисарот, со питропот, со кметот, се разбира родителите и пријателите, го испраќале до првата железничка станица, а првата железничка станица била, да речиме, до 5, 10, 15 километри, а таму воза го чекале и по 1 сат, 2, и кој ќе се разбеале, кога ќе се развеселеле, и се среќа го испраќале војникот. Да видим искрени, поверете, дојдете овдека во етно селото, посетете ја крчмава да видите што има и како има, а и ќе бидете задоволни од услугата на анџиите овде во етно село.
Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. По дишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија, нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот, уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот. Сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, можеби ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрасни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото.